Како прв соговорник го имаме веќе поранешниот председател на Државната изборна комисија, господинот Огивер Дерковски. Огивер, добро утро. Добро утро. Како е да се биде во нормален свет без функција? Па да ви кажам право многу подобро. Предпоставувам. Господин Дерковски, ја оставивте Државната изборна комисија во каква кондиција, бидејќи заврши, да кажем, вашиот мандат и со известни контроверзии околу последните избори, со оние упади технолошко, сајбер и така натаму. Меѓутоа, завршивте неколку изборни циклуси, референдумски, без практично поголеми проблеми. Што е вашата проценка на крајот од вашиот мандат? Па можам да кажам, да ја искористам приликата да им се заблагодарам прво на колегите за одличната соработка. Иако, да речем, овој состав беше согласно изборниот законник составен од колеги од различна политичка провиненција, значи сите бевме предлози на различни политички партии, сепак се сложивме дека во нашата работа треба пред се да се почитува законот и така и функциониравме, работевме. И сметам дека направивме добра работа за овие 2,5 години, затоа што имавме неколку предизвици. Прво, пред нас веднаш по нашето формирање се одржа референдумот, постоја председателските избори 2019 година, за кои што имаме одлични извештаи од сите релевантни фактори и мониторинг мисии, и предвремените парламентарни избори минатата година во услови на пандемија, и ние бевме една од првите ретките држави кои први организиравме избори во такви услови, и сметам дека беа добро организирани што се однесува од организацијски аспект за она што ние сме задолжени. И се разбира она што споменавме, што споменавте, единствена темна дамка фрли хакерскиот напад на серверот за објава на резултатите. Морам да потенцирам, затоа што во јавноста има различни шпекулации. Значи се нападна серверот за објава на резултатите, што е обврска на Државната изборна комисија да ги објави првичните неофицијални резултати. Со други зборови, поголема штета врз самиот изборен процес немаше. Значи, трае ли истрагата уште? Знам дека дававте изјави и така натаму. Трае истрагата од новара, бидејќи се побарани информации преку FBI да се дознае од каде потекнуваат IP адресите, бидејќи имаше неколку локации, Романија, Австрија и така натаму. Меѓутоа, во првичниот извештај што го добивме од Министерството за внатрешни работи, поточно од Бирото за јавна безбедност и нивниот оддел, сектор за сајбер криминал, беше исклучително прецизно наведено дека апликацијата што ја користевме е во функција, е функционална и ниту била причина, ниту придонесла за тоа да Дерковски, сакам да ве прашам и нешто друго. Да. Прво, си заминувате од Државната изборна комисија. Имаше ли политички притисоци? Кај нас обично, ние гледаме и судски процеси дури на тие теми, врз изборите, разни партии и разни функционери во партиите сакаат да вршат влијание. Вие, еве сега, веќе не сте на функција. Трпевте ли притисоци? Имаше ли влијание од тој недозволен, би рекол, пошто бидејќи има се разбира и дозволени влијанија во смисла на критики и така? Да, значи, но како што на почетокот кажав, значи се е до составот и до луѓето кои што работат во комисијата. Ние така се поставивме да практично и не дозволивме да се врши политички притисок на нашата работа, и се надевам јавноста тоа можеше да го види и да го процени. Така што можем да кажем, освен некои мали обиди, воопшто и немаше никаков обид за притиск. Ќе дочекаме ли во некоја блиска иднина да имаме професионален состав на комисијата, а не партиско-политички? Се надевам, иако во Македонија е навистина тешко да раздвоите професионализам од политичко влијание. Државата ни е политизирана, исполитизирана во сите области практично, и тоа е за жал лошо за нашето општество. Меѓутоа, се надевам, секогаш сум оптимист дека ќе дојдеме во ситуација да може да се најдат професионалци кои што тоа, бидејќи Државната изборна комисија е институција како и сите државни институции која што треба да биде сервис на граѓаните. Значи сервисот се однесува на изборниот процес
организација и спроведување и така треба да се однесуваат. Разбирам, меѓутоа еве таму. и со новите кадровски решенија, особено председателското место, отиде повторно кај човек кој што, како да кажем, не се прослави на претходното. Не барам ваш коментар, јасно ми е дека вие нема да имате коментар на тоа, ама јас просто коментирам апропо професионализацијата на комисијата. Што се горливите промени на изборниот закон што според вас и ги предлагавте и би морало да се случат барем до наредните избори? Можеме ли да дојдеме до нов изборен законник и нов модел за локалниве избори што следуваат годинава? Па, јас гледам постојано најави од политичките учесници во процесите, меѓутоа не гледам никаков конкретен чекор и штета ќе биде повторно да се случуваат измени на изборен законник по 5 до 12, што секако го обременува процесот и дава можност некому да ствара алиби после резултатот. Значи, тој што губи има право да се лути секогаш, меѓутоа ако се случат промени на изборниот законник сега, час поскоро или 5 минути пред тоа би рекол, тогаш може да се направат некои добри решенија во смисла на изборниот модел, да се отстранат некои решенија во самиот изборен законник кои што и сега прават проблеми, едни со други се подудараат и ствараат проблеми на комисијата, да се регулира конечно членот кој што ги уредува избирачкиот список, да се дефинира со 2-3 реченици, не мора толку комплицирани одредбите од изборниот законник да бидат, кај што точно јасно ќе се даде можност на сите кои што имаат по 18 години државјанство на Република Македонија да можат да гласаат, а нивна да биде обврската да си обезбедат валиден документ. Сите да бидат на списокот, да не се прават комбинации до критичниот ден, после критичниот ден и така натаму. Значи, на денот на изборите, секој што има 18 години има македонски пасош, да може да биде на списокот, а дали ќе гласа, тоа е негово право, дали да си обезбеди валиден документ. Тоа е еден од моментите кој што ќе го исврли од игра оној момент на избирачкиот список и така натаму полека. И се разбира, моделот треба да се договори политички како би одел понатаму. Тешко ќе оди тоа. Оливер Дерковски, веќе поранешен председател на Државната изборна комисија, морам да признам дека по последните 2-3 години, колку што бевте на чело на таа комисија, имавме како новинари, барем од нашата редакција искуствата ги говорам, одлична соработка. Вие бевте еден од поредките функционери кои што секогаш беше подготвен за разговор, за гостување, за давање став, дури и на непријатни теми, бидејќи ете и самиот спомнавте имавте. Како сте вие задоволни од медиумите? Па јас сум задоволен од соработката, јас се надевам и ви благодарам на вистина за соработката, затоа што сметам дека секоја институција, па и Државната изборна комисија, мора да биде отворена за соработка и мора да биде спремна да одговара и на непријатни прашања. Сега ќе ве викаме како експерт од областа за да толкувате одредени работи. Иако сега ќе се префрлам со работа во приватниот сектор, меѓутоа тоа сакам да ве прашам, што е новиот предизвик сега? Па се враќам со работа во транспортот и логистиката, онаму кај што и работев претходно, значи таму има доста предизвици, се надевам дека ќе во едни помирни води ќе си впловам во животот, за да може да на некој начин да ги освојам тие и помирни води, а се надевам и попрофитни. Секој се разбира тоа. Оливер Дерковски, благодарам за утринско јавување. Се слушаме во следната прилика кога ќе можеме и да ве прашаме како изгледа животот од приватниот сектор. Така, благодарам и на вас.